Со исповед пред духовниот пастир, засилена молитва и откажување од мрсната храна, православните верници од денеска го започнаа Петровденскиот пост. Во наредните месец дена тие ќе се подготвуваат за празникот на светите апостоли Петар и Павле, преку духовно и телесно очистување. Свештениците велат дека се повеќе верници токму во деновите на постот пристапуваат кон светата тајна исповед. Постот, велат тие, не е само затоа што сите ќе постат, туку повик за искрено покаяние, смирение и вистинска духовна промена. Покрај воздржувањето од мрсна храна, тој подразбира и добри дела и преиспитување на сопствениот живот. Како правилно да се поминат деновите на постот и што значи вистинското духовно очистување? Секој оној кој што сака да го следи Христа, прво треба да има свој духовен раководител, свештеник, што ќе го раководи во текот на неговиот живот, што ќе внимава на неговиот духовен растеж. Секогаш треба да практикуваме утренски, вечерни молитви, постите редовно да ги одржуваме, но и да се исповедаме. Бидејќи исповедта очистување на душата, како што со постот го очистуваме и смируваме телото, бидејќи постот не е некоја диета за да може да ослабнеме или некоја, не знам, помодарство се рекло пост, па ајде сега и јас. Но тоа е желба на секој православен христијанин да го смири малку телото, воздржувајќи се од мрсна и обилна храна. Не значи ако ние постеме сега не јадеме масло или јадеме масло, ама да изедеме повише од колку што ни е потребно да се пријадуваме или да направиме чревоугодие. Тогаш постот сме го тотално промашиле. Значи, пак ќе речем, постот е воздржување од масна и обилна храна. Кога станува збор за духовниот пост, протоиерејот Јанев вели дека тој треба да биде проследен со покаяние и зголемена молитва. Посебно важно, додава тој, е човекот да се приспита себе си и да ги согледа собствените грешки, како дел од патот кон духовното очистување. Како што рековме, тоа е телесниот пост, духовниот пост е со зголемени молитви, зголемено присуство на богослужбите, покаяние најнапред, со осознавање на самиот себе, гледајќи во своето срце секој човек да види, да ги извади на мегдан сите оние лоши работи што го мачат, што го тиштат, што му го замрачуваат срцето и душата, па така исповедајќи се пред свештеникот и постејќи и молејќи се да биде достоен да го прими телото и крвта Христови. Бидејќи ние кога некој треба да ни дојде дома, некој важен гостин, ние подготвуваме, чистиме, спремаме, нели, за да го пречекаме што можно подостоинствено, па така треба и нашето тело и душа, телото преку постот, а душата преку исповедта и молитвата, да ја очистиме, за да го примеме најголемиот гостин, животодавецот Господ Исус Христос. Инаку Петровденските пости зависат од Великден во однос на тоа дали ќе бидат пократки или подолги. Овие пости се поблаги во однос на великденските и траат се до 12 јули. Овие празници, посветени на светите апостоли Петар и Павле, менуваат ден, но никогаш датум и секогаш се паѓаат на 12 и 13 јули.